Територијалната противпожарна единица од Кочани спроведе тактичко показна вежба со вработените во компанијата Amphenol Technology Македонија, при што се реализираше евакуација од производствена хала и давање помош на повредени лица. Вежбата се реализираше во соработка со волонтери од Општинскиот Црвен крст од Кочани. Станува збор за редовна активност во рамки на законските обврски што ги имаат институциите, а се однесуваат на интервенции при пожар во затворен објект и подигање на заштитата и безбедноста на луѓето и имотот. Вежбата беше оценета како успешна, а сите вклучени во неа соработуваа одлично. Со тоа, за краток временски период, производствениот погон беше евакуиран и спасени повеќе човечки животи. Од компанијата Amphenol Technology Македонија изразија благодарност за соработката со територијалната противпожарна единица од Кочани. И досега имавме одлична соработка и се надевам дека и во иднина и успешно ќе успееме да ги надминуваме сите пречки кои ќе се јават пред нас. Воедно сакам да им го честитам празникот, денот на пожарникарите, и да им посакам уште многу успешна работа, сепак помалку работа, меѓутоа поефикасна и полесно и подобро решавање на проблемите. Ние им стоиме на располагање за било каква поддршка во иднина, со тоа што можеме да како Amphenol помогнеме, и оваа показна тактичка вежба беше доказ за нашата успешна соработка и нашата поддршка која што имаме. Ќе продолжиме и во иднина со да постапуваме според планот за евакуација во случај на несреќа, пожар, во случај на некоја непогода. Благодарност за учеството на пожарната и на Црвен крст и се надевам на соработка и во иднина. Од територијалната противпожарна единица оценија дека тактичко показната вежба беше одлично организирана и спроведена, при што е ангажирано цело противпожарно одделение со возило и потребна опрема за интервенција. Изведовме една тактичко показна вежба со симулација на запален оган во затворен објект, во кој што имаше и повредени лица, загушени, односно со изгореници на телото, кои ги успешно пронајдовме и ги пронајдова припадници на територијалната противпожарна единица во објектот и беа успешно евакуирани и понатаму предадени на лицата од Црвениот крст за понатамошно укажување на прва помош. Исто така, после тоа пристапивме кон гасење на пожарот со негово локализирање и целосно гасење во затворениот простор. Апостолов додаде дека обврска на територијалната противпожарна единица, но и на компаниите е редовно да спроведуваат тактичко показни вежби за спасување во услови на пожари, но и при други стихии. Поради тоа и во наредниот период на кочанските пожарникари им предстои организирање слични активности и во други институции во општината. Граѓанското здружение Ини од Виница во Кочани ја организираше првата работна средба за невладиниот сектор од Источниот плански регион во рамки на проектот за следење на коруптивните процеси во јавните набавки на општинските и државните институции и органи. Проектот се реализира во партнерство со здруженија од Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово во рамки на невладината коалиција Балкан Тендер Воч. На работната средба беше нагласено дека основната цел на проектот е да се зголеми влијанието на граѓанскиот сектор врз антикорупцијските политики и практики во набавките на стоки и услуги во општинските и државните органи и институции. Мрежените граѓански организации можат заеднички, колективно да извршат поголем притисок на власта за подобро спроведување на јавните набавки, односно да се почитуваат донесените законски решенија за процедурите за спроведување на јавните набавки. Да не се крие, да не е ништо тајно, да се зголеми транспарентноста, да се зголеми финансиската отчетност на институциите, на јавните предпријатија, општините, односно на сите институции на локално ниво во Македонија. Не само Источен плански регион, наша цел се и останатите граѓански организации од другите вкупно 8 плански региони и се надеваме дека во иднина вака здружени можеме подобро да делуваме или да извршиме притисок на институциите кои што се одговорни за следење и спроведување на законите.
Слични работни средби за вмрежување помеѓу граѓанските организации ќе се одржат и во останатите 5 плански региони во државата. Намерата е да зајакнат меѓусебните односи, соработката и трансферот на знаење и искуства во невладиниот сектор. Реализацијата на проектот е со користење методологија што возможува мерење на отпорноста на корупција во законодавните и институционалните рамки на земјата, како и на перформансите на системите мерени преку избрани случаи. Финансиската поддршка за спроведување на целиот проект е обезбедена од фондовите на Европската Унија. Полицијата од Виница привела 37 годишен жител кај кој било откриено дека поседува наркотични средства што можеле да бидат пуштени во промет заради остварување соодветен надоместок. Според известувањето од Министерството за внатрешни работи, на 18 мај полициски службеници од одделението за внатрешни работи во Виница го лишиле од слобода 37 годишниот СД. По предходна судска наредба бил извршен претрес во домот и во просториите во Виница што ги користел осумничениот. При тоа пронајдени се и одземени ампули со кафеава прашкаста материја. Лицето било приведено во полициската станица, а по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена пријава по членот 215 од Кривичниот закон, што се однесува на неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Подпредседателката на ВМРО ДПМН Гордана Димитриевска-Кочовска и пратениците Миле Левков и Зоран Коцевски беа во посета на општина Зрновци. При тоа направија увид во досега реализираните проекти и оние што се планираат за во наредниот период. На средба со градоначалникот Борчо Коцев беа информирани за преземените активности во инфраструктурната и комуналната сфера со кои треба да се подобри квалитетот на живење на локалното население. Драго ми е што денес гледам реализација на проекти кои што ќе обезбедат, да кажеме, или решавање на еден повеќе деценијски проблем. Значи, сакам да кажам дека и општина Зрновци е општина во Македонија која што има најмал буџет, но и покрај тоа, со домакинско работење, со едно посветено работење, со една комплетен ангажман на градоначалникот и неговиот тим, навистина може да се реализираат еве и овие проекти кои што беа ветени во текот на кампањата. Градоначалникот Борчо Коцев информираше дека со започнување на активностите за оспособување на водоснабдителниот систем во Видовиште ќе се решава проблемот на жителите со снабдувањето со вода. Извршивме увид во градежните зафати и активности во село Видовиште во зафатот на Видовишка река, каде што после целосно уредување и до опремување ќе се изврши и наредни градежни активности, односно изградба на нов резервар, чистење на постоечкиот таложник и чистење на постоечкиот резервар. Со овие активности конечно ќе се реши дводеценски проблем во село Видовиште, односно постојано водоснабдување на домакинствата во село Видовиште. Извршивме увид на местото каде што во наредниот период ќе се изврши инвестиција од околу 3 милиона денари во село Мородвис, односно изградба на брана Зафат и изградба на каптаж. После овие действија ќе се изгради нов резервар исто така од 60 метри 60 кубика, со што исто така на овој начин ќе се реши постојаното водоснабдување во село Мородвис на сите домакинства. Ова сето го имаме предвидено во програмата и како приоритет на нашите работи се зафативме со решавање на овие активности. Коцев и додаде дека во изминатите 3 месеци изготвени и аплицирани биле вкупно 15 проекти со кои значително треба да се подобри секојдневието на сите граѓани на општината. Меѓу нив е изградба на 3 каскади на Зрновска река и бетонирање канали за наводнување во Виничка и Морошка вада, како и изградба на 2 нови резервоара за водоснабдување. Исто така, треба да се гради прочистителна станица за фекални отпадни води, како и крак на канализацијската мрежа на улицата Илинденска. Во наредниот период предстои и реконструкција и асфалтирање на 2 нови локални патни правца и 2 улици со вкупна вредност од 450.000 евра.
Запрени се активностите на 11 општини од источниот и на 6 од североисточниот плански регион во државата, кои пред 3 години ја започнаа постапката за оформување заедничко меѓуопштинско предпријатие за собирање и депонирање на комуналниот отпад. Станува збор за формирање заедничка компанија која треба да стопанисува со идната регионална депонија лоцирана во атарот на Свети Николе. Почетните договори и иницијативи започнаа во март 2019 година, а според планот неопходно беше советите на сите 18 општини да донесат одлуки за учество во заедничкото предпријатие, при што требаше да се определи и основачкиот влог да не биде понизок од 5000 евра. Од почнувањето на меѓуопштинската соработка се очекуваше да придонесе преку интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со цврстиот отпад да се придонесе за унапредување на состојбата со загаденоста на животната средина. Неопходноста од ваквата постапка беше во рамки на стандардите што се определени од Европската Унија, особено во областа на јавното здравје и заштитата на природната околина. Потребно беше советите на сите општини да одлучат на кој начин ќе го изберат раководниот орган на заедничкото предпријатие, како и начинот на финансирање на неговото функционирање до започнувањето со работа. Предложено беше седиштето на заедничкото предпријатие да биде во Свети Николе, но се остави можност тоа да биде и во општината која ќе има најголем број корисници на услугите. Откако одлуките за основање на предпријатието поминаа на седниците на општинските совети во регионот, активностите запреа и нема сознанија дали и кога ќе продолжат.